Во пресред на новогодишните празници и крајот на 2023 година, денеска имаме интервју со председателот на Собранието, господинот Талат Џафери, кој ќе предводи техничката влада во периодот од 28 јануари до изборите на 8 мај. Господине Џафери, дали ги постигнавте поставените цели во Собранието? Па имајќи предвид дека во втор мандат сум од председателствувањето со Собранието, имајќи предвид оние цели кои што ги поставивме уште претходниот мандат, на почетокот на мандатот, првично основна цел беше да определиме развојна стратегија за Собранието, за реформи во Собранието, и тамо ги формулиравме сите потреби и цели, значи по секоја тековна година во периодот на мандатите, и тамо поставивме неколку цели. Првично беше да се обезбеди финансиско-буџетска независност на Собранието, и таа е меѓу првите и реализирана. Следеше определбата Собраниската служба да има посебен статус во однос на другите служби во другите институции во државата, имајќи предвид дека Собранието како највисок законодавен орган секако заслужува да и службата така и се чувствува како посебна, и тоа истоветно го регулиравме со Законот за Собранието. Во Собранието, значи, со работата отпочнавме и завршивме проекција на дооформување на Собраниското студио, кое што впрочем пред некој ден и го отворивме, значи го пуштивме во употреба. Со посебна одлука е формирано Собранискиот совет, односно Совет на Собранискиот канал, кој што според законот го предводи подпредседател од опозицијата, имајќи предвид дека во моментов до сега немало номинирано подпредседател од опозицијата. Со измените на законот во таква ситуација е определено да председател на Собранието ги превзема, значи, надлежностите од таа функција и да ја предводи, да го предводи советот до избор на подпредседател од опозицијата. Отпочнавме процес, така наречениот Жан Моне процес, во соработка со Европскиот парламент, со учество на европратениците од претходниот мандат, покојниот Кукан, Вајгл и Френкенштајн. Продолживме во овој мандат со тројцата нови предводени од Илхан Кјучук, и може да кажем дека, како што знаете, тамо учествувавме, значи, на почетокот на месец декември на завршната средба во Жан Моне во Париз, каде што и официјално го затворивме процесот, имајќи предвид дека претходно во Собранието го донесовме новиот деловник, и со тоа фактички дел од оние работи кои што ги предвидовме со планот, со стратегијата за развој на Собранието ги имаме завршено. Ни останува отворено да продолжи, значи, и во текот на наредната година и во наредниот мандат статусот на внатрешното обезбедување на Собранието, кој што го отпочнавме, идејна согласност од сите засегнати страни, значи, има. Таа идеја треба да се доработи и да се претвори во соодветни законски измени, и со закон да се регулира статусот на обезбедувањето, имајќи предвид надлежности кои што ги има обезбедувањето внатре кога ќе биде во Собранието, а тоа во соработка со Бундестагот на Сојузна Република Германија, искуствата се црпат од тамо, експерти соодветни од Бундестагот по сферата БЕА, за да на лице место видат, значи, и периметерот, значи, надворешниот простор, просторот внатре, просториите, за да имаат перцепција конкретна по однос на потребите на Собранието. Значи, доградена е системот на обезбедување од пожари на Собранието, дограден е системот на надзорот и внатре и надвор на Собранието, значи. Потполно има нов систем на гласање и водење на седници. Опремени се салите
за работните тела, за комисиите со соодветна техника и технологија да можат стриминг да се прави директно, значи од комисиите, за да можат да ги следат граѓаните директно на стриминг, паралелно со директниот пренос на собранискиот канал на пленарната седница, така да тоа се во главном низата промени Што се случи со глувата соба? Глувата соба е во тек се изработката, значи рокот за завршување при крај, соодветната комисија и надзорниот орган секојдневно ја следат работата. Според најновата информација се чека доставата на звончето, значи на елементот Варадејовиот кафез да се достави, значи го чекаат и да се монтира, така да во тек е и тој проект и тај процес и се надеваме дека до крајот на јануари, како што е планирано, да биде довршено, значи градежните работи и да се пристапи кон техничкиот прием и пуштањето во употреба. Секако искуствено, значи повлекуваме од Словенечкиот парламент, каде што соодветно, значи објект и инфраструктура е изградено таму, и од таму се црпи искуството што следи по завршување на градежните работи и во смисла на техничка подготвеност за лиценцирање на истата, да може со соодветни дозволи, подготовка на кадри да може да работат, имајќи предвид спецификата на работа во тој дел на собранието, имајќи предвид дека таму ќе се работи со материјали класифицирани и соодветно, значи сите треба подготовки да се завршат по однос на можноста да се пушти во употреба. Го споменавте деловникот за работа на собранието, тој ќе се применува од следниот мандат. Тоа е еден поголем проект кој што, условно кажано да кажам проект, тоа е еден документ на кој што се работеше во 2 мандати. Вклучени беа сите претенички групи со исклучок на Левица, кое што условно кажано се извинувам, кое што на комисиската расправа даде делумна согласност околу деловникот, но потоа се испостави дека поднесе многу амандмани, вие ги одбивте амандманите и на собраниската седница и на комисиската. Делот експертската јавност исто така реагираше во делот на филибастерингот во однос на деловникот, односно неможноста да се зборува подолго, односно онолку колку што беше предвидено сега во стариот деловник. Можеше ли тоа деловникот да се реши во тој дел од денешна гледна точка? Сега веќе заврши тој процес, иако не е многу одамна, но од денешна гледна точка дали можеше тоа прашање да се реши на некој поинаков начин, или тоа беше веќе затворено прашање во разговорите со останатите парламентарни групи? Видите, како што кажавте, процесот за носење на новиот деловник е воден скоро 6 години. Работевме во 2 мандати, значи во различни структури на составот на парламентот и секако дека искуствено после од случувањето во собранието ги вградувавме сите ситуации кои што ќе се случуваат во собранието, ги вградивме да ги прецизираме, да ги надминеме. И секако јас сум задоволен од фактот, од консензусот кој што е постигнат, без оглед што никаде во светот не можете да помислите на консензус 100% согласност од сите. Ово ниту е Европска унија консензус во смисла согласноста на сите членки, ниту па е НАТО организацијата каде што е принципот на консензус еден против значи ништо. Значи консензусот во смисла на оно што е работава на собранието е задоволителен во смисла огромното 118 пратеници, условно кажано, значи 118 согласноста да се има да се помине еден проект. Не можете да обезбедите сега ако некој наумил поинаку да се однесува. Прашањето беше дали можеше поинаку да се најде решение во секој случај, имајќи ги предвид. Се извинувам, бидејќи експертската јавност реагираше во тој дел дека би можело да се остави повеќе простор за дебата, за одредени прашања, односно да не се крати таа можност за дебата на пратениците. Видете, ние имавме дебата 6 години по однос на тие прашања. 6 години. И на крајот кажавме, секако ќе размислиме, евентуално последното читање ќе биде во редовната постапка на деловникот и евентуално суштински, ако има потреба од измени,
ќе пристапиме на прифаќање на амандмани, значи не е тоа по секоја цена како што кажавме ние и така и да заврши. Ако ја следите процедурата на носење на деловникот, од пуштањето во процедура со мојот подпис до одржување на седницата за прво читање, па комисијата во прво читање, кај што ги даваа забелешките сите што имаа размислување поинак. Уште на комисија кажав при првото читање дека да, суштински амандмани, значи не е суштината некој некому сега да му наметне сила, па од таа позиција да му каже дека е посилен и ќе го носи по секоја цена онако како што го замисли. И затоа ако ги следите моите изјави како предлагач, кажав, окей, на второ читање комисиско, оние амандмани кои што суштински ќе значат дека може да се вграда со консензус, нормално требаше да се усогласиме и со сите пратенички групи, впрочем како што и се усогласивме и прифативме дел од амандманите. Во тој дел од амандманите беа, меѓу другото, барањето да се брише од деловникот верификација на мандатите. Ако се вратите назад на мојата интервенција, на тоа размислување, уште тогаш кажа, уставна е категорија, хипотетички е поставено ситуацијата, од верификација на мандат од Државната изборна комисија, до верификација на мандат на конститутивна седница. Може да се случат ситуации хипотетички, или да бидеш учесник во извршување кривично дело, или да бидеш извршител на кривично дело. Нажалост, таа хипотеза што ја постави се потврди уште додека сме со стариот деловник на примерот на лицето кој што достави иницијатива за референдум на државно ниво, како овластен предлагач, додека се нашла точката на дневен ред, по редослед, по процедурите, умеѓу време човекот е означен, инкриминиран во најтешкото кривично дело кое што го памтиме во државава. Што ќе се случи со таа иницијатива? Таа веќе, како што знаете, веќе сте информирани како јавноста дека со решение ја симнав од дневен ред со образложението дека лицето е осомничено за основано осомничен за извршување, инкриминиран во соодветен кривично правен настан и не може он да ја представи и овластувањето не може да ја спроведе и од таа причина значи е симнат од дневен ред и не се зема во предвид. Тоа е процедурата, немате поинаква процедура која што можете да спроведете. И затоа во тој дел, значи, која работевме за деловникот, филибастерингот, се обидуваат да го искажуваат филибастерингот на примерот на Конгресот во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, филибастерингот и блокадата на нашето собрание не е истоветно. Че ние имаме тотална блокада на работа на собрание, врз база на деловникот дека за се и се што. Амандманите, првични кои што беа прифатени, на второ читање на седница оди дополнет предлог. Тие што им ги прифатив амандманите, првиот ден кога го пуштив во постапка за второ читање на седница на собранието, пуштаа нови 750 амандмани. И со тоа ги испровоцираа другите пратеници да размислуваат дека не било добро тоа што сме ги прифатили. И тоа ја не може да им бранам на пратениците. Да пуштат амандман. Застанале на тие 750, пуштиле уште колку наредните денови, 2000 и колку амандмани. Да, околу 2000. Ја сега не сакам ни по овој повод, имајќи предвид дека ова изјава за крај на годината, и во принцип ја не влегувам во докажување со фейлата која што се смета професионална, стручна во овој контекст, но ги упатувам во пракса да се постават во ситуација, во пракса да спроведат оно што име стручноста. Јас и ние сите овде, како пратеници кои што поддржаваме деловник, периодично знаете дека се прави анкета
на јавната перцепција на граѓаните по однос на состојбите во собранието. Преку 70% перцепција на граѓаните е дека не одобруваат ваков начин на блокирање на собранието. По однос на седниците, сите, како што знаете, барале календар, за да имаат можност да планираат. Ако го читате внимателно деловникот и актуелниот, он има соодветен календар. Меѓутоа, како можете да го обезбедите тој календар, кога самите пратеници и дел од тие што се повикуваат на календар, не ги извршуваат обврските според роковите кои што се предвидени со деловникот. Да. И затоа бев приморан во планирањето на седниците да ги планирам, како што вика, од свикувањето до одржувањето не повише од 20 дена и нормално, поради бројките во смисла има обврска да учествува во собранието, да биде присутен, со одлука партиска, политичка, индивидуална, не учествуваат. Јас сум должен да обезбедам дополнително време да собирам кворум за да може да се одлучува. Така да тоа беше во рамки на организацијската работа на раководството на собранието и на пратеничките групи, за да можеме да спроведуваме ефикасност на работата на собранието. Деловникот всушност покажа и друга страна на ова собрание. После долго време со деловникот се покажа дека власта и опозицијата може да соработуваат. Потоа беа двата ребаланси на буџетот, одредени закони кои што мораше веќе да се донесат, седници, прашања, точки кои што не беа решени во изминатиот период. На што се должи председателот тоа? Тоа се должи на тоа што доаѓаат избори или се должи на нешто друго? Некоја друга потреба да покажете нешто пред граѓаните или едноставно се работи само за изборите? Видите, напорите и интенцијата од првиот мандат па наваму, значи, беше да собранието биде што потранспарентно, што појавно и повидливо да е за граѓанинот, за да може директно да види граѓанинот што е што во суштината на работата на избраниците, на граѓаните. И во таа ситуација, самата тоа што кажав претходно, перцепцијата на граѓаните дека не дозволуваат таков начин на однесување кон собранието, кон домот на народите, на граѓаните, допринесе дека во комуникацијата сепак да се воспостави една нормална комуникација и да се освестиме сите дека не може понатаму више со истите аршини од пред 3 децении како што се водело собранието. Зошто? Тоа допринело да ни се случувањата од претходниот период. Кои сакате? 2006-та пачките, 2012-та изфрлување пратеници, медиуми, 2017-та и општа констатација заедничка беше дека изворот е несоодветното толкување и спроведување на деловникот, односно празнините во деловникот. И од таа причина седневме прво како акт тој да го донесеме. Говорите, председателе, се извинам, ќе ве прекинам. Зборувавме за тоа, но ве прашав, затоа, како сега значи, овие прашања од власта и опозицијата најдоа која е причината поради која што се стаса до тој... Причината е што се освестиме сите дека ако треба 6 години да работиме, 6 години, ако трбно ќе работиме, а нема да оди на ору затоа што само тоа што имаме мнозинство. Таа е причината, значи може да се каже и освестувањето на луѓето да сватат дека колку и да трае под успешно и подобро и попозитивно е и да трае подолго процесот, решењата ќе бидат подобри. Но во тој контекст, ако се раководиме со годишните извештаи на Европската комисија, секој извештај основна критика е скратени поставки европско знаме, скратени поставки европско знаме. Извлеков статистика. Преку 70% од овластени предлагачи, дали од власта, дали од опозиција, иако се свесни за укажувањето на Европската комисија дека скратените поставки се проблем, да, тоа посегнуваат по процесот на скратена поставка. Не само за опозицијата, не зборувам само за опозицијата. Водно со скратената поставка и европските поставка од сите на вашата сметка бидејќи опозицијата секогаш вас го прозива. Од скратена поставка не се амнестира ни опозиција ни власт, затоа што
овластените предлагачи, ви кажувам, дали се тоа пратеници, дали се пратенички групи, дали е владата како овластен предлагач, преку 70% предлозите ги имаат во скратена поставка, а едни други се критикуваат за скратената поставка, а сами учествуваат во тоа. Не, разбирате? Да. Се сложувам европско знаме. Европско знаме се посегнало кога требало. Сега кој е оцена на мнозинството дека ово потребно, не знам кој проект да се заврши, се посегнува. Дали е во ред? Не е во ред. Затоа новиот деловник ги прецизира сите рокови, за да може во соодветен рок, 5 дена, ако не му е доволно да ги каже аргументите, пратеникот про ет контра за еден проект законски, ама аргументи, не во меѓусебни навреди и лични односи, релации, него да зборат квалитативно за проектот. Ако тоа не е доволно, не знам колку ќе им биде доволно да решаваат прашање. Во крајна инстанца, кој бил во право, кој не бил во право, на крајот на мандатот решава граѓанинот на гласачката кутија, во гласачката кутија. Да, вашиот мандат завршува на 28 јануари оваа година, како пратеник и како претседател на ова собрание, бидејќи сте предлог на вашата партија и коалицијата, владачката коалиција за технички премиер, односно премиер во предходната влада. Што беше предизвик за вас да бидете вие премиер на таа преходна техничка влада? Вие сте, да потсетам, првиот албанец кој што бил председател на собрание, сега ќе бидете исто така прв албанец кој што ќе биде премиер на преходна техничка влада, но еве како човек и како политичар ве прашувам што беше предизвикот да бидете премиер во техничка влада. Се знае дека таа позиција не е многу омилена меѓу политичарите, имајќи ги предвид сите предизвици и проблеми со кои што се соочија претходните двајца премиери во техничката влада, господинот Спасовски и господин Димитриев од ВМРО-ДПМН. Што беше тоа предизвикот за вас? Добро, сега лично, ако мене ме прашувате, ја ниту сум планирал во конфигурацијата на политичките случувања, имајќи предвид дека како носител на функцијата председател на собранието, кога се отпочна мандатот и со одлука коалицијска, значи договор да се има премиер, не се гледав во смисла да размислувам од почетокот дека е позиција која што ја посакувам како следно. Нормално во времето, значи, политичките партии си ги прават сите калкулации во смисла на оно што е коалицијски договор, во смисла на балансот меѓу коалиционите партнери, во поделба на позициите, и секако е дојдено до таа позиција дека треба да се направи промена во смисла едни да водат со собранието, другите да превземат владата. Одлука е на органите, оценка е на органите на партијата да моето име биде номинирано. Во смисла кога ќе учествувате во политичкиот живот и нема многу избор, сакам, не сакам, ако веќе сте се решиле. Имавте ли некои услови што им ги кажавте во партијата? Ќе бидам технички пример, ако не знам. Видете, ја никогаш не се поставувал услови да бидам или да не бидам под овој услов или оној услов. Мислам дека доволно сум во јавниот живот како носител на различни функции и задачи и сметам дека во главно сите си го знаат и карактерот и односот кон оно што е задача, кон оно што е обврска превземена. Јас и при првата изјава кога ми соопштија во Париз дека е номинацијата моето име, кажав дека за мене е тоа прво чест да се довери една таква функција, но истоветно и одговорност. И затоа свесно, совесно ја прифатив номинацијата и сум подготвен да ја прифатам задачата со сите мани што може да ги има извршувањето на функцијата, имајќи предвид дека е тоа делот, односно носител на највисока извршна функција, но искуствено, значи, сум бил дел и од
Да. Извршната Дали се подготвувате за оваа нова функција и што може да очекуваме? Па во секој случај без подготовка никаде не се оди. Добре. Што и може да очекуваме? најобичната работа која ќе се подготвите да почнете да работите, ќе се подготвите. Што ќе ви треба за алатки, што ќе ви треба физичка подготовка, што ќе ви треба психичка подготовка во секоја смисла, но процедурално, значи оно што е пропишено законски, нема пречки, што ги познавам соодветно ги познавам процедурите, соодветно ги познавам правилата, соодветно си ја познавам надлежноста и работата на владата, така да во тој контекст немам пречки, нема потреба од посебни подготовки во смисла. Што се однесува на составот, апсолутно за мене не е прашање кои ќе бидат личните, односно персоналните решенија во составот на таа влада. Јас ја надминав 40 година работен стаж и сиот тој стаж ми е работа со возрастни луѓе, што е специфично во смисла што возрастни луѓе, секој е свет за себе, секој си има своји навики и своји потреби. Искуствено, значи, знам да се носам со такви ситуации во смисла на оно што е комуникација. И во тој контекст мислам дека не би требало да имам никаков проблем. По однос на надлежностите што ги има владата, без оглед што е техничка влада, таа е првенствено, значи, да се добие до доверба на процесот изборен кој што предстои, да се подготви, да се спроведе соодветно како што е предвидено со законот, но тоа не значи дека другите надлежности се оставени да висат на страна некаде, тоа се истоветно надлежности на таа влада без оглед името како ќе биде техничка, широка, која и да е, надлежностите се исти покрај оно што е приоритетот да подготви, значи, соодветен процес изборен. И какви гаранции ќе дадете на опозицијата дека нема да дозволите да дојде до некакви изборни манипулации и злоупотреби? Видите, техничка влада сега овако дефинирана е ствар на меѓупартијски политички договор од пржино кој што произлегол, токму за таа потреба да се обезбеди редовност. Законот, односно изборниот законник, ги дава сите принадлежности и овластување на Државната изборна комисија по однос на процесот на спроведување на процесот изборен. Подготовка на учесниците, подготовка на извршителите од избирачкото место па до највисокиот изборен орган, нивна е надлежноста организациона, значи административна, законска обврска да спроведат. Од мене, прочем како што и претходно, кај што сум бил, од мене, од таа влада што ќе ја водам, од тие луѓе што ќе бидат во таа влада, ќе имаат поддршката за секоја потреба што ќе искажаат потреба од нивна поддршка. Секако, тука се судските органи кои што во соодветни ситуации не би посакувал никому тоа да му се случи да се судира со законот и да има работа, оти очигледно искуствено се знае, значи, како завршиле сите тие што учествува во нередите. Нереди, тоа е прекршување на тоа и очигледно е нема потреба никој да го разбере тоа како закана. А по однос на односот до вербата, ја мислам дека доволно време сме работеле со опозицијата сега како опозиција, во некое време како мнозинство и мислам дека доволно се познаваме меѓу себе, без оглед на оние јавни реплики во смисла на дневна политика, тоа е разбирливо. Имате ли комуникација со нив во однос на составот на техничката влада? Па видите, мислам дека е рано да се впуштам во таа комуникација. Секако јас кажувам. Дали барем неофицијално ги знаете имињата потенцијалните? Не, сега ја не навлегувам. Сега ги слушам како и вие ги слушам спекулациите, би било ова, би било онај. Јас немам проблем со никого кој и да е. Тоа е во крајна инстанца и надлежност на тој што ќе го номинира во процесот на изборот во собранието. Тука е потребно мнозинството, значи се знае кој е мнозинство за избор на влада и
како и да е однесувањето и тој што ќе гласа против, гласал за таа влада, значи во некоја форма, како и да е. Освен ВМРО-ДПМН во последниве неколку дена ве прозива, последниве недели ве прозиваат и од албанската опозиција, европското движење. Да, европското движење, да. Кога ќе биде ставена точката на дневен ред за член на Државната изборна комисија? Тие се закануваат и дека ќе го бойкотираат собранието? Па видите, ја не се раководам од ничија закана и со закани. Напротив, ја се раководам од процедурата и од прописите, од правилата. Вие знаете неколку пати, и јавно сум ги упатил, читајте ги прописите и процедурите до крај и ќе знаете до кај сте. И повторувам, работава што се однесува до мене, до ова фаза е завршена. Јас ја чекам наредната фаза која ќе дојде до мене. До мене треба да дојде предлог од Комисијата за избори и именување. Тој предлог, штом ќе го добијам, од моментот што ќе го добијам, прва наредна седница ќе биде ставен за расправа на седница. Тоа е процедурата. А која е причината што го немате добиено предлогот од причината... веќе партиите се изјаснија дека имаат дадено поддршка за одредени Да, дадено, и затоа викам, процедурата повратно, како што сум добил нивната информација, така е проследена до комисијата. И работата на комисијата е стварна надлежност на комисијата. Таа комисија е избрана исто како и ја од пленумот. Не одговарат пред мене. Ме разбирате, значи не е работава дека и затоа викам. Не знам и која е причината па, зашто сега работава е, јас ги упатувам на процедура, тие упорно излегуваат дневна политика, се бават во контекстот со мене, но окей, јас Уште колку седмици ќе има до вашиот избор за технички премиер? На 28 јануари практично треба да бидете избран. Она што е најавено е дека собранието после нова година ќе почне да работи од 9 јануари, колку што знам. Колку седници ќе има до вашиот избор за технички премиер? Дали на тогаш на тие седници би можело овие прашања за членот на Државна изборна комисија за изборен законник да поминат на... Видите, имајќи и предвид роковите по деловникот и оно што е доспеено материјали, значи пред да се оди на новогодишните празници до 29-ти, ја паралелно покрај сите овие активности што ги обавуваме тековно дневно, правам евиденција на ново пристигнати материјали кои што треба да се најдат на седница. И секако соодветно пред да се оди на новогодишни празници ќе биде свикана седница нова во соодветен рок. Сега не може да кажам конкретно дали ќе биде 13, 15, во зависност сега кои работни денови, кои саботи, недели. Меѓутоа, секако уште една седница ќе има на која што ќе бидат опфатени сите материјали кои што се доспејани до 29-ти, со тоа што од 9-ти после до седницата, ако новите материјали што ќе пристигнат, секако има предуслови, ќе има предуслови да се дополни дневниот ред на таа седница која што ќе биде свикана и да се опфатат сите материјали до таа седница. Да. После таа седница, последователно организацијски е работава да се види динамиката на седници по однос на постапувањето за избор на техничка влада, за избор на нов председател на собрание. Тоа се работи више организацијски, кој што ќе треба конкретно... Дали на самата седница која ќе биде избрана техничката, односно, веројатно ќе бидат на две посебни седници, ќе биде извршен во истиот ден, зборувам, на 28 јануари ќе биде извршен избор на новиот председател на собрание. Предложен е господинот Јован Митерски, кој што е актуелен координатор на СДСМ. Какви ќе бидат постапките, како ќе се одвива сето тоа? Исто така од листата на вашата партија, од изборната единица од каде што доаѓате вие, треба да дојде и нов пратеник на вашето место. Дали сето тоа ќе биде направено во истиот ден на 28 јануари или тоа ќе бидат последователно во неколку дена ќе се извршат тие промени? Во секој случај тоа се специфични ситуации кои што се формално надвор од оние процедури деловнички кои што деловникот ги пропишува за редовни, односно функции и постапки. Секако дека ќе треба да има посебна седница за избор на председател на собрание и секако ќе треба да има посебна седница за избор на влада. Затоа што
Председателот на собранието, актуелни, тоест јас како номиниран за функцијата премиер, не ќе можам во можност истовремено да сум и мандатар и председател на собранието. Од таа причина ќе треба прво да се расчисти прашањето моето повлекување од собранието, за да можам формално да примам, оставка или формално да прифатам, не само да поднесам, него и да се констатира мојата оставка. Затоа што без оглед што сум во оставка, додека не се констатира на седница, јас формално сум и председател на собранието. Значи, тоа се техниките кои што ќе треба да ги ставиме во тајминг, на кои што работиме, значи, во меѓувреме, и на наредна средба, веројатно, значи на 9 е наредниот координација редовна, до тога ќе ги имаме исчистено и расчистено, значи сите ситуации, да можеме да дадеме конкретна динамика и тајминг на која седница како. Но во секој случај, значи, мора прво да оди моето повлекување и избор на новиот председател, за да може да има председател кој што ќе прими програма и состав на новата влада, па да извести председателот на... Што значи вашето повлекување ќе биде некаде средината на јануари, да претпоставиме од собранието, од прилика вака? Па негде до 20, веројатно сега, од тајмингот. До тој период би бил избран и нов председател или... Од тој период, затоа што све е поврзано со одлуката за оставка на владата. Па на таа на една седница треба да се... Значи, владата во оставка, се констатира дека е во оставка, но се задолжува да работи до избор на нова влада, формално. Приемот мој, значи, има техники кои што мора да се стават во тајмингот точно. Не можеме од оваа позиција сега да кажем стриктно дека тој ден, но од 9 јануари ќе имаме можност да кажеме точно тајмингот, кој ќе биде, како ќе биде текот на тие седници. И после мене, значи, од изборна единица 5 ќе треба да дојде наредниот пратеник. На листа е Јето Шачири, следниот, министерот. Но според процедурата треба првиот нареден кој што ќе прифати да за остатокот на мандатот да дојде. Ако евентуално он остане во составот на влада, наредниот после него мислам дека е Муса Ибраими. Неколку пати сте кажани, но да повториме кога ќе бидат распишани изборите и до кога ќе работи парламентот. Според тајмингот, значи ако веќе се знае датумот за прв круг председателски и датумот за парламентарни избори, очигледно дека минимумот е 70 дена пред денот на избори, а максимумот е 90 дена. Така да во оваа ситуација се исполнуваат условите истиот ден да се распишат изборите и за председателски и за парламентарни, пошто се во редовен термин. Со минимум од 70 дена се исполнуваат предусловите за двата циклуса избори. И мислам дека 14 или 15 февруари сега конкретно треба да се види броењето. Него тука половина на февруари е денот кога треба да се распишат изборите и со тоа почнува обврските на Државна изборна комисија во смисла на избирачки список, во смисла на роковникот за спроведување избори. И кампањата е 20 дена почнува пред денот на гласање. Значи, ако е 24 април гласањето прв круг. Почетокот на април? Почетокот на април, таму негде 4-5 би требало да почне кампања за председателски избори. И на неја после ќе се приклучи кампањата за паралелно неколку дена ќе се води кампања и за парламентарни избори, имајќи предвид дека од 24 до 8 има 14 дена, 5-6 дена предходно, значи накаде 19, 20, 18-19 април, значи паралелно ќе се води кампањата за двата циклуса, така да во таа ситуација е непишано правило. Тие 20 дена собранието да работи само по потреба. Вие лично сакате ли да се кандидирате на изборите? Па јас мислам и сум кажал, мислам дека имам се уште што да давам и на општеството и на субјектот и воопшто на институциите во тој контекст. Но во крајна инстанца тоа е политика, тоа е работа на органите на партијата, ако поинако размислуваат, во принцип
Знаете, ја 2006-2008 не сум бил во комбинација ни една. Тоа си го прифатив онако како што беше одлучено во партијата и нема причина поинако и да се однесувам доколку сум прифатил да бидем дел од една организација, од една структура која што соодветно на околностите треба во соодветно време да има соодветни одлуки, така да не сум оптеретен со тоа и не размислувам, повише размислувам за оно што следи како следна обврска и задача да ја извршувам одошто на оно што после тоа следи во текот на изборниот процес. Господине Џафери, многу ви благодарам за ова интервју. Најпрво ви посакувам среќна нова година, да имате добро здравје вие и вашето семејство, а потоа исто така ви посакувам успех на новата функција. Се надевам дека ќе успееме да имаме избори кои што на крајот од тој изборен процес кој што ја опфаќа оваа техничка влада, се надевам дека ќе имаме демократски, фер и слободни избори и дека ќе бидеме оценети со најголем успех. Секако дозволите и јас и вам лично на семејството, на медиумот кој што представувате, на медиумите, на граѓаните на Република Северна Македонија, да им честитам нова година, новогодишни божични празници, да им посакувам се најдобро во семејствата и секако да се тераме напред по оно што се очекувањата на сите нас.